На Бела ноќ секогаш први се радуваат најмладите. За нив е резервиран дневниот термин. Во зоолошката градина и детскиот културен центар Карпаш се одржуваат настани наменети за најискрената публика. Многу музика, цртање и играње. Со добра музика, тинејџерите уживаат во паркот. Тука всушност ги прават последните психофизички подготовки за ноќта што доаѓа. Во 2009-та, Белата ноќ прослави мини јубилеј. 5 години создавање зависници од културата. Отворањето беше пред музејот на град Скопје. Ви посакувам да се дружиме оваа ноќ, да учествувате во овој културен настан и ова културна манифестација на градот Скопје, која после 5 години навистина стана едно од главните културни обележја на нашиот град и воедно ова е еден чекор повеќе кон приближувањето кон европските главни градови и начинот на живење по европскиот стил. Ексклузивни гости на 5-годишниот јубилеј на Белата ноќ беа членовите на групата Ексос од Швајцарија. Го изведоа спектакуларниот балет во воздух од представата Сума. Тие ја продолжија традицијата на инвентивни, алтернативни и експериментални спектакли и оваа година. Заинтересираната публика го преполни плоштадот во Скопје. Дел од традицијата на Белата ноќ е и модната ревија која секогаш се одржува на скалите на еден од најстарите трговски центри во Скопје. Оваа година на Белата ноќ во Скопје имаше неколку изложби различни и интересни по својот карактер, на домашни, но и уметници од странство. Имам галерија во Париз, која што се вика Артест, и решив оваа година да ја презентирам галеријата овдека и воедно уствари преку галеријата да презентирам една група на млади уметници француски, кои што се нарекува, тоа е Бишис колектив, во кој што има 5 француски уметници и едната уметничка е македонка, која што живее и работи во Париз. Тоа со оваа група ми е прва соработка во Париз. Со дел од таа група веќе имам соработувано, бидејќи има изложба кај мене. И така да проектот беше интересен, го испративме овдека, беше прифатен од организацијата и по тој повод и дојдовме на градот. Но по Бела ноќ, она што имав можност да го поразговарам со моите уметници, тие генерално се задоволни. Генерално се задоволни што не очекуваа дека публиката ќе најде на едно такво интересирање и навистина публиката која што влегуваше бидејќи тоа беше во домот на Арена, публиката која што беше таму со внимание ги следеше работите кои што се случува. Значи имаше презентација на 2 видеа, имаше фотографии, имаше слайд проекција и имаше една инсталација која што беше надвор. Значи имаше и едно дело со класични слики, така да кои што исто беа уствари фотографии, плакати. Така да ние дојдовме со тие со подготвен материјал за тоа што е групата, како работи, како функционира, што представуваат овдека и сите со внимание ги гледа, буквално ги гледа делата и се задржува повеќе, значи не е она публика која што ќе дојде во галерија, ќе влезе, ќе прошете еден круг за 5 минути и ќе излезе од салата, плюс минус дали ќе им честита на авторите или не, тоа е релативно. I come from Istanbul, Turkey, and
This is my first time in Macedonia, and I'm participating one night festival, White Night. It calls White Night, and I'm a contemporary artist and also a poet. I have my 8 poetry books, also translated other languages, and mostly I'm doing installations or photo installations. Predstavili smo se sa odećom, odevnim predmetima kao šalevi, broševi, nakit, to je to, torbe. Ima kod nas manifestacija koja se zove Noć muzeja, gde su svi muzeji otvoreni cele noći, ali ovo je sve živo otvoreno cele noći, tako to još nisam video. Mi se sviđa što već stana neka будишна манифестација, што ќе има некое месово распоредот на случувањето на град Скопје. Се надевам дека ќе стане поголемо, зашто веќе се гледа дека Скопје живнува се повеќе. Имаше и експериментални и алтернативни театарски представи. Музичките настапи на домашни и странски бендови ги собраа сите генерации скопјани. И кафулињата во Скопје се дел од оваа манифестација. Секој е вклучен со различни приказни. Вака да има секој месец, одлично. Највише бараат пиво, ама не смееме да продаваме. Да ни дозволат вака да продаваме за вакви денови алкохол, пиво. Барам 2 пати годишно за Бела ноќ, за Нова година. После 5 години целовечерно дружење, еве ги впечатоците за Бела ноќ. Да, би сакал секоја година да се повторува, многу е интересно. Ми се свиѓа дека можеш да ги видиш сите и преполно е Скопје со на Бела ноќ. Културниот настан како културен настан, доста луѓе се собрани на едно место, доста настани, доста луѓе дојдени од странство. Све е окей. Ме фасцинира бројот на луѓе кои што беше овде присутен, нели, и огрометот и општо гледам расположението на сите луѓе како новогодишна вечер. Бев изненадена дека секаде, значи луѓе насмеани. Пред се тоа беше многу битен момент, кој што нели со ова процес на рецесија и така натаму се повеќе луѓе тажни, така да моментот е сам по себе добар. Буфалат на Скопје вакви активности од овој. Во Лондон нема тоа. Мислам, тоа е некој европска нешто. А вие не сте европјани? Не. Англичани се нешто помеѓу Америка и Европа. Многу. На повисоко ниво, меѓутоа не остасува. Граѓаните не само, мислам дека не само на Скопје, него и на Македонија реагираат како културна нова година. Значи, Белата ноќ ја доживуваат како културна нова година, што во суштина и тоа е нивна мисла пренесена дојдена до нас. Гледам многу нули пред оваа, после оваа петка и би сакала да биде така, нели? Па ја гледам, не знам, го гледам целиот град, но гледам дека станува туристички центар кој што ќе привлече многу посетители кои што едноставно ќе дојдат за да ги посетат програмите на оваа Бела ноќ. Од многу аспекти гледам дека ќе оди во нагорна прогресна линија.